Една од заблудите во кои што може да паднат некои луѓе кога станува збор за христијанската вера и за растот во верата е дека читањето на Библија води само по себе кон духовен раст. Или слушањето на проповед, доаѓањето на богослужба и слушањето на поуки, слушањето на проповеди, дека тие се нешта кои што сигурно ќе водат кон духовен раст. Она што Господ Исус Христос го кажа преку параболата со сејачот или параболата за 4 почви, дека можеш колку сакаш да четеш Библија и добро се чита Библија, може да си во недела, да си во црква секоја недела, па и повеќе од недела, по 2-3 пати во неделата да доаѓаш и да слушаш проповеди и поуки, ама пак да си останеш ист. И тоа е една од најтажните состојби во кои што може да се најде еден верник. А секој еден од нас, предпоставувам, барем во одреден период од животот се нашол во таа состојба. Каде што доаѓаш во црква, слушаш проповеди, слушаш песни, земаш причас, имаш заедништво со другите, се враќаш дома, отвораш Библија, читаш Библија и си викаш, јас во овој период од животот тапкам во место. И преку оваа парабола Господ Исус вика, сега ќе ти кажам зошто. Кога читаме оваа парабола, кога обработуваме оваа парабола, според мене многу важно е да ја гледаме прво како предупредување, бидејќи е предупредување, а исто така да ја гледаме и како повик, како покана од Бог. Предупредување за првите 3 почви, нашите срца, ако се такви, да бидеме свесни дека се такви, и повикот е, ама знаете што? Може да бидете како 4-та почва. Како онаа која што раѓа 30, 60 или 100 кратен плод. И ќе читаме повторно, знам дека на повеќето од вас ви е позната, бидејќи сте ја прочитале оваа парабола, ама чисто се потсетиме на некои детали во самата парабола. Значи Марко 4 глава, сетете се што спомнав еден пат. Како ќе запамтите кај се наоѓа оваа парабола? Има 4 почви и се наоѓа во Марко 4 глава. Чисто да се знаете. Има и во Матеј 13 глава и во Лука 8 глава. Значи Марко 4 вика вака. Ова се однесува на Исус. И пак почна да поучува покрај морето и се собра околу него многу народ. Тој влезе тогаш во кораб во морето и седеше, а сиот народ стоеше на суво покрај морето. И ги поучуваше многу со параболи и во поуките своји им велеше: слушајте, ете излезе еден сејач да сее. И се случи кога сееше, едни зрна да паднат покрај патот, па долетаа птиците небески и ги сколбаа. Други паднаа на каменито место, каде што немаше многу земја, и набрзо изникнаа, зашто земјата не беше длабока. А кога изгреа сонцето, тие свенаа, па бидејќи немаа корен се исушија. Некои паднаа на трње и израст на трњето ги задуши и не дадоа плод. А други паднаа на добра земја и почнаа да дават плод, што израсна и узреа и принесоа кој е 30, кој е 60, кој е 100. Им рече: кој има уши да слуша, нека чуе. 10, 11 и 12 стих објаснува зошто поучува со параболи. Вика, кога остана сам, оние што беа околу него, во други преводи вика учениците, заедно со 12 го прашаа за параболата и им кажа. Во други преводи вика, зошто им зборуваш параболи? И вика, вам ви е дадено да знаете тајната на Царството Божјо, а на оние надворешните секи им се кажува во параболи, за да гледаат со очи и да не видат, да слушнат со уши и да не разбират, зашто се плашат да не се обратат некогаш, па да им се простат гревовите. И сега објаснувањето на параболата. И им рече: зар не ја разбирате оваа парабола? Како тогаш ќе ги разберете сите параболи? Сејачот го сее словото. Посејаното покрај патот ги означува оние кај кои се сее словото, но кај кои откако ќе го чујат, веднаш доаѓа сатаната и им го грабе словото посејано во срцата нивни. Исто така и посејаното на каменито место ги означува оние кои штом го чујат словото, веднаш со радост го примаат, но немаат во себе корен и се непостојани. Па кога ќе настане жалост или гонење заради словото, веднаш се соблазнуваат. Посејаното во трње ги означува оние што го слушаат словото, но грижите за овој век, примамливото богатство и други желби кои кога ќе се вселат во нив, задушуваат словото и тоа останува бесплодно. А посејаните зрна на добра земја се оние што го слушаат словото и го примаат и донесуваат плод. Едни 30, други 60, други 100. Секоја од овие 4 почви е диагноза, духовна диагноза. Господ Исус Христос вика: еве какви се вашите срца, и им се обраќа на слушателите.
И јас верувам, врз основа не само на оваа парола, врз основа на сите негови учења кои што ги читаме во Новиот Завет, дека ова не е крајна дијагноза им вика вие сте вакви ќе се останете. И тоа мора да го имаме на ум кога размислуваме за нас денес. Кога размислувам за оваа парабола и предпоставам кога слушате проповета минатата Јованела, можеби некој од вас ќе рече, знаеш што, има периоди во животот кога сум како третата, пример да речеме, почва, или сум како втората почва. Ќе слушам словото, доаѓам во недела, слушам проповед или дома се слушам проповед, си викам колку јака проповед. И ме трае ден, два и после тоа се враќам пак на старо. Исус вика, таквите слушатели се како оние што се како каменито тло. Вика, со радост го примаат, ама таа радост е краткотрајна. Вика, после некој време се соблазнуваат. Грчкиот збор кој што се користи е скандализо. Со други зборови, како скандал име, кога ќе слушнат слово и после некој време ќе им се случи нешто неубаво, нешто непосакувано, се кажат, Господе, па јас сум шокиран што ти дозволуваш вакво нешто во мојот живот. И вика, ништо од словото, ништо од семето кое што е посејано. Ама предпоставам дека секој еден од нас, можеби некој од вас во овој период од живот, ама секој еден од нас ќе се најде како да биде како првата, втората, како третата и како четвртата почва. Не е сега поинта само да викаме ние сме како првите три. Некој пат на вистина по Божја милост даваме плод. Но главната тема на ова послание, на ова парабола е слушањето. Интересно е што во Марко во 4 глава 3 стих првото нешто што е запишано што го кажува Исус во 4 глава е слушајте. И преку зборот слушајте, преку првиот збор од тука, од пред параболата, пред да кажува, Господ Исус прво го привлекува вниманието на слушателите, ама јас мислам дека исто така им ја кажува, им ја открива главната тема на тоа што ќе го каже. Што е главната тема на параболата? Слушањето. Господ Исус им вика на своите слушатели во тоа време, може да слушате и може да слушате. Може да слушате со ушите и може да слушате со срцето. Од вас зависи како ќе му пристапите на тоа што јас моментално го сеам во вашето срце. Сите луѓе кои што беа таму присутни слушаа, ама не сите се променија. Сите ние денеска слушаме една проповед, ама некај секој ќе има ист ефект таа проповед. Зошто? Оваа парабола ни кажува зошто. Минатиот пат размислуваме за првите две почви, сега ќе размислуваме за третата и четвртата. И третата, Исус вика, третата почва е онаа кај што кога паѓаат зрната, на неја има трње. И тоа трње не дозволува на тоа што е посејано да порасне. Може малце да пушти корен, пошто трњето го задушуваат од озгора растението, не го задушуваат од оздола. Ама вика му дозволуваат малце можеби да пркне, ама не многу. Зошто? Затоа што трњите ќе го задушат. Не знам дали некој од вас има земјоделско искуство во животот, дали има работа некој пат земјоделие. А предпоставам сите ви имате посадено нешто дома. Кој растение, кој некој цвеќе или нешто, и сите вие знаете дека кога ставате растение, кога сеете семе, било да е тоа растение, било да е нешто друго, не му ставате нешто до згора покривка за да не може да никне. Пробајте дома на вашите растенија, на вашите цвеќиња, ако сакате да ги умрете, пробајте ставите им на крпа и на бањарка, ставите им до згора и чекајте ги нека растат. Нема да пораснат. Зошто? Бидејќи им треба простор за да пркнат. Бидејќи им треба сончева светлина, бидејќи им треба едноставно да може да растат. Исус вика, како што знаете во тоа време, голем дел од нив работеле земјоделие, како што знаете дека едно семе не може да расте помеѓу трње, така исто така треба да знаете дека Божјиот збор не може да расте помеѓу што? Тука вика помеѓу грижите за овој век, помеѓу примамливото богатство. Ова е желба за примамливото богатство, или кога човек ќе мисли дека богатството е се во животот, вика таквите луѓе не може да очекуваш дека семето ќе роди плод во нивните животи. Кога наместо на словото размислуваат на тоа како ќе спечелам повеќе или како немам јас повеќе и така натаму. Христијанската вера е далеку од неодговорна, да не повика на неодговорност, као вие само треба читате Библијата. Како христијанската вера ни вика дека ние треба да работиме, треба да се трудиме, треба да заработуваме. Тоа е, да не кажам, Божја заповед е тоа, дека треба да работиме. И е, бидејќи кога Бог го постави човекот во градината, му рече, обработувај, еве ти работа. Ама ако додека сум под дејство на словото, додека слушам проповед, додека го читам Божјиот збор, ако мене цело време паметот ми е во работата, во како да заработам повеќе, од кај да заработам повеќе,
Христос вика, ти веќе си му дозволил на трњето, на тие грижи за повеќе, да го задушат семето кое што е посејано во тебе. И мислам дека оваа почва или оваа диагноза е добар опис на некој од нас, барем во некои одредени аспекти, во одредени периоди од животот. Бидејќи секој еден од нас може да се најде во состојба каде што грижите за овој век, некој пат не мора да биде богатство. Исус вика, да, покрај другото е принудливото богатство, ама некој пат ќе биде грижите за овој век. Било каква грижа, кој ќе отвориш Библија да читаш или кога слушаш проповед, ако ти го земе вниманието, ако ти го не се мислите во друга насока, Исус вика, знаеш што? Моментално ти си како оваа трета почва. Бидејќи си дозволил на банални работи кои што ќе се решат, не дека нема да се решат, ама ти го одзема вниманието од тоа што Бог моментално го се во твојот живот. Сега, во однос на семињата, кога Исус вика дека сејачот излезе и тие семиња паднаа, моје лично убедување е дека семињата прво се однесуваат на спасението. Кога Исус вика дека едни семиња не раѓаат, дека едни семиња ги земат небесните птици, други се на камените почва, трети се на почва каде што има трње, четврти раѓаат плод, ова се однесува според мене прво на спасението. Луѓето ја слушаат пораката на спасението и одлучуваат како ќе одговорат на неа. И пораката на спасението, јас сум за тоа дека во секоја проповед треба да се повторува, тоа е Евангелието, тоа е основата на се што правиме во црквата. Ако немаме Евангелието како основа на тоа што го правиме во црквата, ние само си продаваме морал, си продаваме етика. Пораката на спасението е дека секој човек е грешен и дека секој човек има потреба од простување на гревовите за да не се соочи со вечна пропаст. Бог вика, јас го најдов решението. Решението е на Голгота. Преку Исус Христос кој умре и воскресна. Бог вика, секој кој верува во Него, секој кој верува во мојот син, има вечен живот и спасение. И некој човек ја слушне таа порака, ама во него повеќе има желба да се угодува на телото, повеќе има желба да се живее по своја волја, отколку да живее според Божјата волја. Исус вика, таквите луѓе дозволиле тие нивни желби да го задушат она што е посејано во нив. Некои од вас имате луѓе домашни, имате луѓе пријатели кои што им сведочите. Им кажувате за Христос, им кажувате за Евангелието и никако да го прифатат Евангелието. Ова е од причините зошто. Не викам дека е секој пат таа, ама една од причините зошто. Бидејќи те сваќаат кога им кажува за Евангелието дека Бог ги повикува да живеат според неговата волја. Они викаат не, јас имам моја волја, имам мои правила, јас така се го живеам животот како што сакам. Што се тоа? Тоа се грижите за овој век. Како јас ќе го живеам животот? И затоа не му дозволуваат на семето да роди плод. Но има луѓе кои што веќе го примиле семето на спасението и сега Бог преку проповеди, преку книги, преку разговори, преку читање на Библијата, во нивните животи го се семето на светоста. И претпоставам повеќето од вас се наоѓате во оваа категорија. И во оваа категорија ако веќе го имате спасението, Бог го сее семето на светоста. Пак некој пат може да бидеме како третата почва. Патем кажам во однос на семето на спасението и во однос на тоа како некои луѓе заради најосновни некои грижи и секираци некој пат знаат да го пропуштат можеби тоа што Бог сака да им го даде како вечен подарок. И претпоставам некои од вас знаете такви луѓе, ама пред неколку месеци додека се уште живее во црквата, една жена дојде и очигледно имаше потреба од помош. И прашуваше дали делиме, односно кажа дека слушнала дека во нашата црква се дели хуманитарна помош. Ја викам моментално не се дели хуманитарна помош, ама кога ќе има хуманитарна помош, работиме на случајот, ќе ви се јавам, дајте ми број, ќе ви дадеме. Викам, ама главната дејност на нашата црква не е хуманитарна помош. Главната дејност на нашата црква е ширење на христијанската вера. Така што секоја недела во 11 часот имаме богослужба, може слободно да дојдете да слушате и верувам дека има Бог да ви даде нешто повеќе од само храна. И додека ја објаснувам јас така си викам, ајде, жена вика не ме интересира мене тоа. Мене ме интересира храната. Кога имате храна, јавете ми се, ако може да ми помогнете. И јас сум за да ја помогнем. Не знам кој е вашиот став. Јас сум, кога ќе има, ако не даде Господ, јас сум првиот што ќе станам ќе речам дојде храната. Ама си викам после тоа си викам, зошто дозволуваш трњето? Грижите за овој свет. Зошто дозволуваш трњето да го задуши тоа што може и Бог сака да го посее во твојот живот, што Бог може и веќе го сее во твојот живот. Не го кажам ова со осуда, ама ова го кажам од перспектива на тоа дека тоа е реална слика за многу луѓе.
И тоа не треба да ни даде некој чувство на ај батали ги они имаат тренги во срцето, туку сочувство. Дека стварно некои луѓе се кажат, мене ми е поважно што ми свири стомакот моментално од глад, отколку тоа што дали ќе го слушам словото или нема да слушам словото. Не викам дека е прав став, ама чисто треба да бидеме свесни дека некои луѓе го имаат тој став и па дури би рекол да ги имаме тие луѓе во молитва. Трњето може да расте и во срцата на оние кои што веќе го имаат спасението. И тоа се случува, претпоставам, го имате искусено тоа во секојдневието, ама тоа е реален момент. Овие работи ги кажувам, можеби некои од вас ќе речат, мене ми е непознато, ама овие работи покрај другото ги кажувам, пошто јас имам мовата на капата и знам што значи кога ќе му дозволиш на трњето да го задуши тоа што Бог моментално го сее во твојот живот. Значи ќе земеш, ќе читаш Библија, си викаш јас сум христијанин, христијанка сум и сакам да читам Библија, тоа е најосновна работа која што може да правам во однос на барем да се стремам кон растот во верата. И читаш Библија и првите неколку стихови ти добро си викаш, добро читам Библија, Бог ми зборува и малце треба само ти дојде некоја мисла за нешто што треба да го завршиш утре или задутре. Или некој состанок што го имаш, или некоја работна одговорност што имаш. Малку треба да ти дојде таа мисла во главата и може ти 2 сати ако сакаш да читаш. Ако главниот фокус ти на тоа што треба да го завршиш и да не заборам дека треба да го завршам, јас верувам дека во такви ситуации му дозволуваме на трњето да го задуши тоа што Бог моментално го сее во нашите животи. Пак ќе речам, Библијата не ни повика кон неодговорност, дека јас само ќе седам дома и нема да правам ништо. Библијата ни повика и кон завршување обврски, и кон состаноци ако треба да има. Се што не вклучува работа да си го завршиме. Ама ако дозволам тие мисли да ми го реметат времето кое што го имам со Бог во читање на Библијата, јас уствари викам на трњето, ајде расти. Бидејќи Христос вика порасна трњето. И затоа треба да бидеме многу внимателни кога го отвараме Божјиот збор и кога слушаме проповеди во недела, што расте во нашите срца. Бидејќи Христос вика или ќе расте семето, или ќе расте трњето, ама двете паралелно не можат да растат. И затоа верувам дека поради ова треба да бидеме многу внимателни што е тоа што расте во нас, какви мисли додека сме изложени на Божјиот збор. Тоа може да се случи во црковен контекст, не само во домашен контекст. Доаѓаш во црква, се викаш време, недела е, доаѓаме на проповед, доаѓаме на богослужба. И малку фали да ти отлетат мислите на друго место. Многу малку фали некој. Е си пропуштил пола проповед, или си пропуштил некој пат песните ќе ги пропуштиш. Баш тие нешто преку кои што Бог сака да те благослови. Зошто? Затоа што треба да завршам? Што ќе ручаме после тоа? Денеска е недела. Што ручек има дома денеска за недела? Толку е доволно за 5 минути да ти отидат, да ти одлетаат мислите во друга насока. Што правиме? Го задушуваме семето кое што Бог моментално сака да го сее во нашите животи. Еден, според мен, исто така практичен момент е... Кај ми е телефонот? Таму ми е телефонот. Сакам да го искористам телефонот, ама користењето на паметни телефони додека читаме Библија. Значи, некои од вас имаат апликација Библија и јас ја користам од време на време, не викам дека не. Ама ова е мој искуство, претпоставам и ваше искуство е, не сум, претпоставам дека кога ги зборам овие работи, не зборам само за мои лични проблеми, дека некој од вас ќе рече, да, така е, јас знам како е тоа. Ама што се случува некогаш? Знаеме, не мора да читаш Библија на телефон, може да читаш вака Библија печатена, ама телефонот ти е уклучен и интернетот ти е уклучен. Ова е многу реален момент. И додека читаш Библијата ти стигнува некој известување, некој звук ти стигнува, некој ти пратил порака. Ќе пратиш 2-3 пораки и ти си викаш, да не идно ова. И ти продолжуваш да читаш, ама цело време паметот ти е, кој ми пиша? Да не идно, да не е овој, да не е тој, да не ми вратија на пораката, да не ми вратија на мейлот. И ти можеш да читаш 15 глави, џабе ти е. Ти веќе размислуваш на тоа кој ти пишал таму. И затоа, и тоа е начинот на кој што ние се грижиме за нештата од овој свет. Тоа е трњето, кој што ти кога го сакаш чита и кога го сакаш слушај проповеди, отишло вниманието во нешто друго. Значи, ако имате Библија на телефон, ако така сакате да се читате, мој совет, практичен, дури да читате вака Библијата, исклучете телефон, ставете го на сајлент, читате си Библија, верувате дека светот ќе продолжи да се врти без вас.
ќе продолжи да функционира, што и да е, во 99,9% случаевите може да чека. Ама ако го оставиме, уклучено, големи се шанси дека ќе ни го земе вниманието. Некој пат некој стварно ќе биде, како се ќе те праша, може некој ќе има потреба од помош, но не дека ако не му помогнеш следните 15 минути дека готово пропадна светот. Трни го на страна, не дозволувај трњето да ти го задушат тоа што Бог моментално го сее во твојот живот. Христос вика, некој пат се грижите за секојдневието, за овој век. Некој пат вика, она што го нарекував дека примамливо богатство. Поентата е, богатството само по себе е примамливо, бидејќи ветува дека ако го имаш, дека животот ќе биде саком паком. Библијата нема толку многу против богатството, колку против желбата за богатство. И кога зборува за примамливо богатство, мислам дека зборува за тоа дека луѓето се измамени од богатството, од ветувањата на богатството. Интересно е што истиот збор, тука го има запишано, грчкиот збор е апатеи, кој што се користи за примамливо, е истиот збор кој што ако го отворите грчкиот превод на писмото во Битие вика кога змијата ја измами Ева, истиот збор се користи, апатеи, измама е. И поентата е дека некој пат сатаната ќе дојде и ќе се обиде да ни го представи идејата за побогат живот, за поизобилен живот, како нешто подобро од Божиот збор. Што е тоа што го направи Нева? И дојде рече, стварно Бог ми го каже ова, со други збори, ја замени вистината за лага. И некој пат кога го слушаме Божиот збор, кога го читаме Божиот збор, сатаната ќе се обиде да замени оваа вистина со неговите лаги, велики, батали го ти ова. Имаме нешто подобро за тебе. Не си троши 15 минути од денот или 20 или 30 колку да е на читање на ова, размислувај како да се збогатиш. Тоа е тоа кој што ќе ти направи да бидеш позадоволен и позадоволна во животот. И кога има трње на една почва, решението е релативно едноставно. Вие кои што имате ниви, кои што имате двори, кои што ќе ви израсне нешто што не треба да расне, знаете, земате ракавици, го корнете тоа. Сами ние не можеме да ги трнеме овие трња во нашето срце што се јавуваат. Ами има еден небесен градинар и неговото име е Свет Дух. И ако на Светиот Дух му побараме да го трне сето трње кое што е во нашите срца, јас верувам дека тој ќе го направи тоа. Верувам дека ако пристапиме на тој начин, дека Бог ќе не ги на некој начин ќе не ги разбистри мислите. Бидејќи покрај другото главниот проблем со луѓето кои што имаат срца како оваа почва е расеаноста. И расеаноста е еден од главните проблеми на 21 век, кај што мислите постојано ни бегат на 300 страни. Христос, да побараме од Христос преку неговиот Свет Дух, да го смири нашето срце и да ја трне расеаноста, да може да речеме и јас сега го читам Божиот збор и сакам да размислам на тоа. Боже, трни ги ти овие мисли од мене. Трни ги мислите за што треба да направам после, со кого треба да се видам утре, какви одговорности ме чекаат следна недела, кој ми пишал, кој не ми пишал. Не, Господи, сега сме јас и ти само. Ти зборуваме преку твојот збор. И кога ќе побараме од Бог да ги трне тие трња во нашите срца, верувате многу полесно се живи и полесно се диши. Знаете, пред месеци после не направивме свадба. Джони и Вацка ве чекај вас, знаете како е сигурно, да. Ама ние малце касно почнавме да спремаме нашата свадба. И пошто касно почнавме да спремаме нашата свадба, имавме некои места кај што заглавивме. И искрено во одредени периоди, во одредени денови тоа беа трњата во нашите срца. Не викам дека организирање свадба не е важно, таман работа. Е важно, е супер, е убаво. Ама ако дојде до момент кај што ти предизвикува грижи и нервози, и стрес, ние цело време се викавме со нема, дај да не се нервираме за било што. Сакал некој за нешто, мислам сакал некој. Некој пат ми се деси да се нервира за нешто. И доаѓавме во ситуации кај што само би стакнал да нашето сведоштво да беше ние се молевме секој ден по 5 пати на ден. Ќе се молевме еднаш од 2-3 дена за тие работи. Ама ако ќе се помолевме, Бог знаеше да го трне трњето од нашите срца. Не само што знаеше да го трне трњето од нашите срца, туку знаеше да ги трне и причините за трњето. Кој ресторан ќе биде сега? Кој ресторан ќе биде свадбата? И Бог ни го најде ресторанот преку личност која што не ни помислувавме дека ќе биде преку неа. Што ќе биде со музика, што ќе биде со трње. Само расте трњето и цело време те здушува. Јас читам Библија и мислам кој ресторан ќе биде свадбата. Трње.
читам Библија и мислам што ќе направам со нешто друго. За вас ќе биде нема да биде користно, ќе биде нешто што треба да се случи утре или задутре. Што е сето тоа? Трнги. Да дојдеме кај Бог и некој пат се доволни кратки молитви. Некој пат е доволно само да речеме Боже, помогни ми да се фокусирам. Ништо повеќе. Некој пат е доволно има на книга, тоа е наслов на книга, вика смири го моето загрижено срце. Боже, смири го моето загрижено срце. И Свети Дух ќе ги стави ракавиците градинарски и ќе почне да го чисти тоа што го загрижува нашето срце. Верувам дека сте го искусили тоа во вашиот живот. Следниот пат кога ќе има трнја, што не чекајте. Оставете, ако треба Библијата, затворете Библијата и почнете со молитва. И после тоа отворете и продолжете. Да не биде сејањето кое што Бог го прави во нашиот живот, да не биде за џабе. Некој пат може би ќе биде за време на проповед, за време на славење. Пушти кратка молитва кон Бог. Боже ми лета паметно на 300 страни. Ти помогни ми да се фокусирам. Тоа е третата почва и на крај има четврта почва која што Христ, ова е Божјата волја за нашите животи. Вика, посеаните зрна на добра земја се оние што го слушаат словото, го примат и донесуваат плод. Едни 30, други 60, а други 100. Мислам, ако можеш Исус да даде заклучок за оваа парабола пред тие што го слушаат, претпоставам ќе им речеш на луѓето вака. Сите вие ме слушате. Ама некои од вас слушаат со срцето. И тие што слушаат со срцето, нивното срце е ослободено од небесни птици кои што би го колвале семето. Нивното срце е изорано, за да нема тврда почва, и нивното срце е изчистено од трнги. Ке дојдеме кај Бог и ќе побараме, Господе, има трнја во моето срце. Те молам ти изчисти го. Или Господе, камените е почвата на моето срце. Те молиме ти изорае. Или Господе, небесни птици, сатаната кога да дом цело време се фокусираме кон други работи, заборам, не ме интересира. Небесните птици доаѓаат и го колваат семето. Те молам ти избркај ги тие небесни птици, Бог ќе го направи тоа. И Бог вика кога ќе го направам тоа, еве го резултатот. Ќе донесете плод. Тоа е едно од главните поинти на оваа парабола, да донесеме плод. Како слушаме и дека начинот на кој што слушаме може да води кон бесплодност или кон носење на плод. За да донесеме плод има два предуслови кои што треба да се исполнат. Едниот е дека сакаме да се подчиниме на Божиот збор, сакаме да слушаме, сакаме да читаме, и другиот е она расчистување за кој што зборевме до сега. Расчистувањето го спомнав и сега, и минатиот пат нема да го спомнам. Ама важен момент од растот, од духовниот раст е тоа некој да сее во нашиот живот. И Бог го прави тоа, некој пат директно преку словото, некој пат преку луѓето, преку разговори така натаму. Ама не може човек да расте во верата ако никој не сее во неговиот живот. Не може човек да расте во верата ако не го проучува Божјиот збор. Пак ќе речам, Божјиот збор, самото проучување не е доказ дека некој ќе расте. Ама па не може да расте ако не го направи тоа. И ние цело време во црква зборуваме, читате Библија, треба да читаме Библија, треба да доаѓаме во црква и така натаму, дека тие се корисни работи, ама и читањето на Библија, и доаѓањето во црква, и заедништвото, и причеста, и славењето, и молитвите, сите тие нешта никој пат не се или не треба да бидат цел во животот. Целта на животот не е, целта на христијанинот не е да чита Библија. Целта на христијанинот не е да оди во црква. Целта на христијанинот не е да се причестува. Не е да пее христијански песни, не е да се моли. Тоа не е цел. Целта е да бидам посличен на Христос. Сите овие нешта ми придонесуваат и тоа како се важни. Ама ако е читање на Библија заради читање на Библија, ништо нема тоа. Само денеска ќе се смирам совеста ако прочитам 5 глави и ќе речам плюс за мене. Јас прочитав. Ако ми е цел во животот, ама ако ми е средство, тогаш веќе може да роди некаков плод. Бројките вика едно раѓа 30, други 60 и други 100. Моje лично убедување дека во однос на параболите, дека поентата на параболите не е на секој зборче да му дадеме тајно значење. Некој може да рече, што значи сега 60, што значи 30, што значи 100. Значи дека кога ќе слушам некој проповед, некој ќе роди ваков плод, некој ќе роди повеќе, некој помалку. Некој ќе се покае за 3 грева, некој ќе се покае за 1. Ама битно има некаков плод. Во средниот век покрај другото постоело мислење дека 30 се однесува на послушни жени. Со други зборови, сите што се послушни сопруги носат 30 плод. Тие што живеат во целибат носат 60 плод,
И тие што живеат маченички живот носат 100-кратен плод. Нема врска, можеби тоа било само поттик, жените си ги слушаат мажите у средниот век, ништо повеќе. Ако еве ќе давате плод ако се ги слушате своите сопрузи или ако некој живее во целибат. Не е поинтот да навлегуваме во објаснување на еве што значи 30, еве што значи 60, еве што значи 100. Значи дека луѓето раѓаат плод. Некој повеќе, некој помалку. И токму тоа е еден од главните поинти на оваа парабола. Плод. Прво е слушање, како слушаме, како го примаме Божјиот збор. Второ е начинот како што слушаме ќе одлучи дали ќе родиме плод или не. Исус вика плодот, индиректно вика плодот е доказ дека навистина сте го примиле Божјиот збор. Дека навистина сте го разбрале Божјиот збор. Не е алелуја колку добра проповед или колку добар стих. Не е амин коментар на Facebook ентер. Не е лајкнување на слики така, но плодот што ќе го произведе тоа што сме го слушнали, сме го прочитале во нашиот живот. Не е исповедта на верата. Некој пат, јас си верувам. Не е тоа плод на верата. Не е плод кој што носи кон светост. Значи колку луѓе исповедаат вера во нашава држава, значи веќе не ни значи веќе тоа, веќе го изгуби своето значење. Сите се христијани или поголем дел се христијани. Што значи тоа? Какви се плодовите на личноста? Плодот на верата не е јас знам да ја обяснам христијанската вера многу добри да дебатирам со другите. Океј, ако знаеш, слава на Господа за тоа. Ама има ли некој друг плод освен тоа во животот? Ако земете да разговарате со некои луѓето кои што читаат теологија, особено теологија од 20-тиот век, ќе ви кажат дека еден од најпознатите теолози, некои го викаат дека најголемиот теолог на 20-тиот век е човек по швајцарец, мислам дека швајцарец по име Карл Барт. И значи професор се го бивало и така натаму, стварно значи во однос на предавање, во однос на догматика и систематска теологија, значи брилјантен ум. Истиот тој човек кој што имал љубовна афера со неговата секретарка. Плодот на верата не е само да застане пред студенти и пред 100 студенти да предава догматика и така натаму. Плодот на верата е што правиш дома со жена ти, зашто си нашол друга жена. И тоа е плод на верата. Затоа велам дека плодот на верата не е само колку јас знам да обяснам христијанската вера. Туку во мен многу често и секој пат е и како ја живам јас таа христијанска вера. Лесно да се исповеда. Лесно да се објасни. Оно што е предизвик, оно што е потешко е како да го живееме тоа. И плодот за кој што зборува Христос 30, 60, 100, пред се однесува на спасението, го збориме тоа. Прво се однесува на спасението, а исто така се однесува и на светоста. И да што е плодот на светоста, ај во овој наш конкретен случај. Спасението знаеме што е плодот. Човек го прифаќа евангелието и вика јас се каам и тоа само по себе е плод. Ако некој го предаде својот живот на Христос. Плодот на светоста може да бидат многу нешта, ама еве плодот на светоста најосновно нешто ќе биде кога слушаш проповед или читаш Библија и Бог те пресведочува за некој грев во твојот живот, за некој порок во твојот живот. И Бог ти вика сакам ово да го оставиш. Често нашата реакција е и стварно треба тоа да го направам. И стварно треба тоа да го направам е мечтаење, не е плод. Тоа би било убаво кога еден ден јас ќе го направам тоа. Плодот во контекст на гревот или во контекст на некој порок или било што и да е за кој што Бог не пресведочува, Боже, со твоја сила јас денес викам не на ова нешто. Тоа е плод. И стварно да речам не само теоретски. Току да се тргнам од тоа за кој што Бог ме пресведочува. Тоа е плодот на светоста. Не би било добро еден ден да го дам мој плод. Не, сега ќе го дам тој плод. Тоа е плодот на светоста. Плодот на светоста може да биде молитвата. Ќе слушнеме некоја проповед или некој пат ќе слушнеме сведоштво за тоа колку молитвата е силна. А молитвата стварно е силна, веќе Бог слуша молитви. И некој пат ќе рече некој се молев и Бог ќе слушна мојата молитва и фала на Бог за тоа, ве охрабрувам, молете се и вие и во нашето срце си викаме стварно ве треба да се молиме повеќе. И не се молиме повеќе. Стварно треба да се молиме повеќе, не е плод. Плод е кога, барем 30-кратен плод е кога денес ке речам Боже, денеска ти дам тие 5 минути во молитва. 5 минути. Ти ги враќам тие 5 минути, пошто тие твои се секако, ти ми ги даде, ама поинтата е, од денеска посветувам 5 минути на молитва. Тоа е плод. Се друго е само мечтање. Плодот многу често во нашите животи ќе биде Божиот мир.
Предпоставам ви си има случаи во живот, ви си има случаи во животот да слушате проповед тогаш кога ви е хаос во животот. Имате некој проблем, имате некоја неволја, имате некоја секирација. И изведнаш ќе искористам мој збор, а му тепани сте. Тепани сте и си викаш аман. И ќе слушнеш проповед, и ако пред таа проповед си побрал од Бог да го тргне сето трње во твојот живот, одеднаш си викаш, знаеш дека ми полесно ми стана? Тоа е плодот. 30-кратен, 60-кратен или 100-кратен. Бог ти го дава неговиот мир. И мирот, според Библијата, не е експресно решавање на проблемот. Мирот е она што ми се допаѓа на збор кој што го користат во православната традиција, а тоа е смиреноумие. Значи, кај што ти чувствуваш некоја опуштеност, бидејќи си во Божите раце и бидејќи ти си Божи син и бидејќи си Божја керка. Тоа е мир. Не е, готово ми се реши проблемот, туку јас сум во Божите раце. Тоа е мир. Ама бура околу мене, јас сум во Божите раце. Тоа е Божиот мир. Има еден друг плод кој што верувам дека Божиот збор, ако го прифатиме кој што треба, секој пат ќе го даде во нашите срца и во нашите животи, а тоа е понизноста. Затоа што ако сите овие плодови ги родиме, било да е оставање на греф, живот по светост, било да е почнување со, подобар молитвен живот, искушението ќе биде да се почувствуваме ние, јас го направив ова. И јас се молам поише од другите. Или некој пат плодот ќе биде служењето. Бог те преседочува да служиш и почнуваш да служиш. А верувам дека паралелно Бог ќе ти даде и понизност. Или треба и да го бараш тој плод, бидејќи што и да направам во животот, како и да се променам, ако тоа е пропратено со гордост, со горделивост дека јас сум подобар од другите, тогаш имаме проблем. Затоа Божиот збор секој пат кога бараме Боже, дај да родам плод за твоја слава, покрај другото верувам дека треба да бараме и понизноста, бидејќи понизноста ни дава до знаење дека нема со што да се фалиме. Ако сум остал некој грев во мојот живот или некој порок, што од мене ли е тоа? Не, од Бог е. Ако сум почнал да се молам повеќе, од мене ли е тоа? Не, од Бог е. Ако сум го доживел од Божиот мир, не од мене тоа. Тоа е Бог кој што действува во моето срце и преку мојот живот. И прашањето е, можеби во однос на оваа четврта почва, е како може да знаеме дали нашето срце е како четвртата почва, бидејќи претпоставам некој да вас слушат и си викат, јас сакам да бидам како оваа почва, јас сакам да давам плод, 30 ли ќе, 60 ли ќе, 100 ли ќе, ама сакам да почнам да пркнам на некој начин духовно. И одговорот на прашањето како може да знам дека давам дека моето срце е како четвртата почва не е да јас читам Библија. Јас сум како четвртата почва. Нема врска. Многу луѓе читаат Библија, па не се како четвртата почва. А јас некој пат читам Библија, па сум како првата почва. Се земал сатаната затоа што едноставно си реда радија, читаш и тоа е тоа. Признам, така е некој пат. Некој пат како третата ќе бидеш. Читаш, ама мислите детето на друго место. Како може да знам дали сум како четвртата почва? И прашањето е дали, мислам, одговорот е прашање уствари. А одговорот е следниот. Дали во твоето срце има промена? И некој ќе клима се плахи да има промена. Не зборам за промена од пред 100 години, туку зборам за промена или ај поконкретно. Која е промената која што Бог е направил во твоето срце во последните 3 месеци? Секој нека си размисли за себе. Кога јас го пишував ова, пошто јас секој пат се ги пишувам проповедите од збор до збор, кога пишував ова си викам дали да го поставам ова прашање, пошто и мене ме незгодно, јас сам себе си го поставам. Која е промената која што Бог е направил во мојот живот во последните 3 месеци преку неговиот збор? Кој е гревот кој што го оставив? Кој е човекот на кој што му побарав простување за тоа што Бог ме пресведочи? Кој е тоа нешто во кое што се вклучив, може и во служба за кој што Бог ме пресведочи и така натаму. Која е промената која што Бог е направил во твојот живот, во мојот живот во последните 3 месеци? И ова е секој нека се размисла за себе. И ве молам сватете ме, не го зборувам ова од перспектива на ајде сега сите тука колективно евангелска соборна црква ќе си набива вина. Ние сега се тепаме бидејќи сме дали или не сме дали плод. Поинтата е да добиеме реална диагноза и реална слика за нашите срца. Ако одговорот на на прашањето што го поставаме кој е плодот што се го родил во последните 3 месеци, не знам, тоа е реална слика за моето срце. Подобро да го знам тоа, дека не сум родил плод, отколку да си викам, јас сум четвртата почва.
А цело време доаѓаме за да нема тоа. Цело време сум ко првата, втората или третата. Дај ми добра диагноза за да знам што понатаму. И затоа верувам дека треба на оваа парабола, на овој збор да му пристапиме со Боже, ти покажи ми во каква состава е моментално моето срце. Ама, ќе побараме од Бог да ни покаже, он стварно ќе ни покаже. И некој пат резултатите може да не, тоа што ќе ни го покаже Бог може да ни изненади. Ама, добро е да знаеме вистината таква каква што е. И добрата вест во однос на овие, на трите од четирите почви е дека оваа диагноза не е конечна, не е крајна. Тоа го спомнав и на почетокот. Ако моментално твоето срце е како втората или како третата или како првата почва, не мора тоа така да остане за секогаш. Бог е експерт по обработка на почви, ако можам така да кажам. Свети Дух е градинар кој што многу каква почва да му даеш, он ќе ја среди цаком, пак он ќе почне да раѓа плод. И ако во било која од овие се наоѓате во овие први три почви, дојдете кај Бог, речете му Боже, ти се предам. Еве го какво е моето срце. Еве каква е состојбата. Не е да ме бутне во очај, туку, како што кажа на почетокот, според мене оваа парабола е предупредување и повик. Предупредување како првите три почви и повик, Бог вика, знаеш што ти можеш да родиш плод, бидејќи Христос вика, дојдов да ви дадам, да им дадам живот и да им дадам во изобилие. Еве го изобилието. Плодот. Плодот на Светиот Дух. И тоа е исто така плод. И ако во некој од овие нешта ни недостасува тоа, ние имаме слобода да речеме Боже, тргни ги овие грижи од мене. Боже, има небесни птици кои што доаѓаат и го колваат семето кое што ти го сееш во мојот живот. Боже, моето срце е како камена почва. Колку и да се сее, кратко ми трае радоста. Ден, два, три, после тоа пак се враќам на старо. Боже, јас го читам твојот збор, го слушам твојот збор, ама гриживе за светот, гриживе за животот, грижите за лебот, за тоа што ќе се случи танатаму, за како ќе преживам, се поголеми од тоа. Ти исчисти го тоа тргни. Верувам дека ако дојдеме ке Бог искрено со таа молитва, ја би рекол дека оваа парабола треба да не поттикне да го промениме начинот на кој што пристапуваме на читањето на Библијата, на слушањето проповеди. Да не биде само дојдам во недела, ајде, сега ќе слушам проповед, туку Господе, доаѓам во недела, слушам пред да слушам проповед и само ќе те замолам, дај ми да се фокусирам на тоа што ќе биде кажано. Татко, дома сум читам Библија, смири го моето загрижено срце. Кратките молитви се многу сладки и многу се ефективни. Ако умееме да ги кажуваме во право време. И кога ќе дојдеме кај Бог со таква молитва, јас верувам дека Божјото ветување преку неговиот збор е ќе давате плод. Некој пат ќе биде 30, некој пат ќе биде 60, некој пат ќе биде 100. Ама тој плод ќе биде за Божја слава и ќе биде за доброто на оние околу нас. Тоа е Божјата волја за нашите животи.